Нашата фудбалска легенда Кочо Димитровски меѓу присутните овде на промоцијата на оваа брегол капитална монографија. Кочо Димитровски е човек кој што, како што најави 800 пати го носел дресот на Вардар, цела играчка кариера лојален на македонската најдобриот македонски клуб, но ве врзува и ФК Борец еден дел од вашата кариера, бидејќи бевте тренер 2013 тука, кога клубот го внесовте од трета во втора лига. Како се чувствувате сега? Сега се чувствувам стварно многу добро. Прво промоција во монографија сега на Ѓорги Миновше има здадено. Стварно е ова едно ремек дело, ова е како животно дело и му честитам и на него и на стручниот тим што работеше оваа монографија. И се осеќам стварно затоа што бев дел и една полусезона дел бев на Борец и од трета лига влеговме во втора лига. Така да сум горд што сум поканет овдека и сум дел од Борец. Борец и велешката публика сакаат многу фудбал. Јас сум многу среќен што дојдов овдека да бидам тренер. Луѓето многу убаво ме прифатија и посакувам сега на Борец, сега не е баш у оне у трета лига. Но спортот е таков, одите горе, одите доле. Али им посакувам посакувам да обстанат и до година да се засилат и да одат на прво место. Сакам да ве прашам, дали пред оваа монографија знаевте дека Велес има ваква фудбалска историја 106 години веќе? Па не сум знаел, али сега кога ја видов, стварно 106 години, тоа се ретки градови, ретки клубови кои имаат ова. Ние, например, у Вардар имаме една исто монографија, стварно голема, ова е исто по-голема, со 200 страници. Сите офатени фудбалери се овдека, тренери, стручни штабови и свака им час на тие што играле во Борец. Секој Борец не може да игра. Значи, треба квалитет за Борец. Исто како Вардар сега што е. Вардар е сега полека се враќа, али не е тој Вардар што треба да биде. Затоа што у Вардар треба да дојдат засилување кои заслужуваат да играат, значи квалитетни фудбалери. Ако дојдат квалитетни фудбалери, рачунајте дека идат во горниот дел на табелата, зашто Вардар да не биде прв. Личи Вардар да биде прв, а не да се бори Вардар за опстанок. Благодарам многу.